I ova zadaća treba da gi opredelime svojствата на дадените функции и да определиме композиции доколку е возможно, а потоа да ги определиме и свойствата на композициите. Најпрво ќе ги определам свойствата на f. Забележуваме имаме линарна функција, треба да докажеме дека е ова инјекција и дека е сурјекција. Имаме инјекција. На ист начин. Тоа предпоставуваме. Ова стасуваме до ова. Викаме нека x, y се елементи на доменот и нека што е овај дел и нека f од x е еднакво на f од y. Тогаш треба да следи да стасваме до ова. Намест го земам ова. Имаме 5x еднакво, како аргумент предавам y на 5y, x е еднакво на y стасава. Добро, од ова следи f е инјекција. Но ова малце побрзо го направив, бидејќи на претходните, ова во детали го објаснувавме. Наредно определуваме дали ова е сурјекција, дали f е сурјекција. Што правиме? Нека y припаѓа на кодоменот. Тоа е кодомен. Треба да покажем дека ја за било кој y од кодоменот ќе најдам x од доменот кој што се пресликува, барем едно x од доменот кој што се пресликува во ова y произволно y. Што правиме? Некој ме земаме функција, наместо f од x пишуваме y е еднакво 5 од x, 5 по x. Оттаму x е еднакво на y врз 5. Ако y е реален број, тогаш и ова y врз 5 ќе биде пак реален број, односно ќе припаѓа на доменот. Имаме тука тогаш y врз 5 е елемент на доменот, а бидејќи е елемент на доменот, можам да го ставам како аргумент на функцијата. Имаме f од y врз 5, да видиме што се добива 5 по y врз 5 или ова е y. Што покажам дека за било кое, за произволно y од кодоменот, ако ставам x да биде y врз 5, тогаш тоа x се пресликува во произволното y. И најдов барем едно x од домен кој што се пресликува во y за произволно y. Оттаму следи f е инјекција. Продолжуваме понатака. Испитуваме дали g е дефинирано од r во r плюс со правилото g од x е еднакво на x на квадрат е инјекција. Колеги, ако сега земам g тука, пишувам со различно, ја земам g да испитувам, инјекција, живеете квадратна функција од r во r плюс. Што имаме? f од 1 е, g од 1 е 1 на квадрат е 1, исто така 1 на квадрат е и g од минус 1. Од овде следи g не е инјекција. Малку надворот ова задача. Ако имавме g да беше дефинирано од r плюс, тоаш со истото правило, тоаш ќе беше различна функција, оваа функција е инјекција. Покажете го тоа дома. Океј, продолжуваме понатака, определуваме дали g од x е сурјекција. Определуваме исто. Нека y е произволен елемент од кодоменот. Нека y е елемент на r плюс, извинете, на r плюс, значи кодомен на g.
Kako i u prethodните primjeri, naredno, od y jednako x na kvadrat je probam izrazam x. Imame koren od dvete strane. Kvadraten koren od y je jednako na kvadraten koren od x na kvadrat. Od tamo kvadraten koren od y je jednako na apsolutna vrednost od x. Od tamo x je minus kvadraten koren od y ili x je kvadraten koren od y. Bilo koje od ovih da go zemljite, kad dobijete rješenje. Neka y je element R plus. Togaž, dovoljno je barem jedno da zemljime i da pokažeme deka na toj način može da najdeme za proizvoljno y od kodomenot, element od domenot koji što se preslikuje vo nego. Togaž, ajde kriozamo s ovom pozicijom. Togaž, kvadraten koren od y, ako y je R plus, to je kvadraten koren od y, kada je prikačen? Prikačen na domenot, u slučaju na R. Može i ovaj da uzemite, pa kada dobijete rješenje. Pa, vidjeći, prikačen na domenot, da li možem da go stavim kako argumentna funkcija, da može da napravim g od kvadraten koren od y, na mjesto to od x zamenimo kvadraten koren od y, na kvadrat imame y. I ovdje imate i minus kvadraten koren od y, na kvadrat minus 1 na kvadrat je 1, pa tako se dobiješe samo y. No dovoljno je da najdete barem jedan način kako da go izberete ova x za proizvoljno y, znači dovoljno je samo jedno da go ispitate. Pa, najdov način za proizvoljno y koje je što je element od kodomenot, da najdam x, eventualno zapišav kako kvadraten koren od toa y, koji što je vo domenot i se preslikuje vo toa y. To pokaže ovdje deka koren od y se preslikuje vo y. I ova koren od y je element na domenot, prethodno provjeri. Od toa slijedi g surjekcija. I ova zadaća kako i vo prethodnaka, videći g mi je od r vo r plus, a f mi je od r vo r, možem da ja definiram kompozicija da g krugče f od x, no ne možem da ja definiram f krugče g od x. Držam strogo definicija koja što imamo na predavanju. Tako i vidite da pravite. Продолжуваме понатак. G крugče f mi je funkcija od r vo r plus. Definirana so sledното правило, g крugče f od x, g od f od x po definicija, ili g od 5x ili 5x sedno na kvadrat, 5 na kvadrat je 25, x na kvadrat je x na kvadrat. Продолжувам со определување на својствата на g крugče f. Проверувам да je инjekција. G крugče f od 1 jednako 25 1 i ova je 25. G krugče f od minus 1 i ova je od domenot je isto tako 25 minus 1 na kvadrat što je 1, od 1 na kvadrat, dobro, da je pojasno, je 25. Dobivte ga G krugče f od minus 1 jednako na G krugče f od 1. So kontraprimer pokažem deka G. To znači ovo. Najdov kontraprimer deka ne važi definicija ta za injekcija. Odnosno G krugče f ne je injekcija. Продолжуваме со ispitovanje da li G krugče f predstavlja surjekcija. Odnosno, kje dokažemo deka G krugče f je surjekcija. Imamo neka y element na kodomenot v slučaju r plus kodomen. Pak, na isti od način
Значи имам y еднакво 25 по x на квадрат. Квадратен корен од y е квадратен корен од 25 по x на квадрат. Квадратен корен од y е еднакво на. Квадратен корен од 25 по x на квадрат е квадратен корен од 25, квадратен корен од x на квадрат. Или ова е квадратен корен од 25 е 5 квадратен корен од x на квадрат е апсолутна вредност од x. Оттаму имаме апсолутна вредност од x е квадратен корен од y врз 5 или апсолутна или x е еднакво на минус квадратен корен од y врз 5 или x е еднакво на квадратен корен од y врз 5. Како и во минатата задача, било кој од овие да земете, ќе добиете посакуваната цел, односно ќе најдете начин за произволно y од доменот да најдете x од домен кој што се пресликува во него. Така, ајде сега во овој случај ќе го земам со минус. Тогаш, ова минус квадратен корен од y врз 5, значи ова е битен момент. Ако y е елемент на R+, тогаш ова минус квадратен корен од y врз 5, дали ќе е елемент на доменот на R? Да, ќе е елемент на R. Па можам да продолжам по надлинија, че треба да барам контрапример и да покажам дека не е субјекција. Па, можам да направам G клуче F од ова минус квадратен корен од y. Што треба да добиеме? Дека ова е еднакво на y има. Наместо x ставаме минус квадратен корен од y врз 5. Имаме 25 по минус квадратен корен од y врз 5 сето на квадрат. Имаме 25 по минус квадратен корен од y на квадрат, минус 1 на квадрат е 1, квадратен корен од y на квадрат е y и ово имаме врз 5 на квадрат, што е 25. Добив y, односно за произволно y од R+. Ако ставиме x да биде минус квадратен корен од y врз 5, ќе го најдеме елементот кој што се пресликува во 2y, односно ова овде, што е елемент на доменот, се пресликува во y. И да го земевте ова, позитивното, пак ќе го добиевте истото. Доволно е да најдете барем еден елемент за секој произволен y кој што се пресликува во него. Барем еден елемент од доменот кој што се пресликува во некое произволно y-от. Повторувам, доволно е да најдете еден елемент, повторувам, за произволен елементот, повторувам, за произволен елемент y-от кој домен, доволно е да најдете барем еден елемент од доменот кој што се пресликува во него. Случајов за произволно y, ако земете минус квадратен корен од y врз 5, тоа е елемент од доменот и тој се пресликува во тоа y. Овде следи дека G клуче F е суриекција. Бидејќи G клуче F не е инјекција, може да кажеме дека G клуче F не е биекција. Со тоа завршиме со испитувањето на својствата и докажувањето на својствата на G клуче